нестварно, туку на вистина се раскажали на таков јазик што ќе ви убеди дека тоа така се случувало, а главната поента му е дека сите тие војни главно се поттикнати од вера и желбата за доминација на една вера или религија на друга, и дека во тоа име се вршени масовни убиства, геноциди и така натаму. Може да прочитате едно ретко искуство каде што новата технологија на Kodak, например, во британското студио на BBC, била протолкувана како чудо затоа што филмот, односно камерата со која што се снимал домот на мајка Тереза во Калкута, бил многу темен. При осветлувањето во BBC се осветлил, значи, филмот, меѓутоа луѓето таму тоа го протолкувале како чудо, бидејќи се работи за мајка Тереза, при што Хичинс поентира дека еве, значи, докаде може да стигне религијата, која што тој главно во книгата нарекува празноверие. Преку оваа книга, значи, Хичинс прави една многу длабока, детална вивисекција на човековата личност, кажувајќи дека луѓето некогаш прибегуваат. Тоа се работи што ние сите всушност ги знаеме, меѓутоа кажани низ неговото перо изгледуваат многу поверодостојни и поинтересни за консумација.